минатото, кога постоеле печатените медиуми само, кој прв доаѓа до информацијата, тој има поголема контрола на информацијата. Денеска со интернетот има премногу извори на информации кои се достапни до сите луѓе. Новите новинари имаат сосема други задолженија и сосема други извори сега, благодарение или не благодарејќи на интернетот. На интернет може да се најде се. На интернет може да се најде и тоа што треба, и тоа што не ни треба. Интернетот е канал, тој не е ентитет, значи низ него течат информација, а изворите на информации се тие што се битни. Значи интернетот сам по себе е една платформа која возможува луѓето од цел свет да комуницираат и институциите со луѓето исто така. И сега каде е улогата на новинарот во денешното време? Улогата му е во анализата на тие податоци, улогата му е во верификацијата на тие податоци, во нивната точност и улогата му е да ги стави во контекст на една приказна која ги допира луѓето. Интернетот како мрежа на која има многу информации е неопходен ресурс пред се за истражувачките новинари. Значи, истражувачките новинари се тие што одат под површината. Истражувачките новинари се тие кои не се задржуваат на насловните страници на медиумите само да читаат, туку тие се тие што ги истражуваат базите на податоци, пред се базите на податоци на институциите, пред се базите на податоци на разни невладини организации и сите податоци кои се тука за да го најдат текот на парите, одредени злоупотреби на владењето на правото. Луѓето треба да научат како да ги примаат информациите од интернет. Новинарите се тука да помогнат околу тоа. Значи, со нивниот кредибилитет, со нивниот став и со нивниот начин на восприемање на информациите, помагаат како другите луѓе кои помагаат кои се вистините, а кои невистините информации од интернетот. Најбитни за истражувачките новинари социјалните мрежи се пред се кога се истражуваат личности. Значи сите личности имаат луѓе со кои се поврзани. Сакале или не, нивните информации застануваат на интернет. Кога се истражува некоја злоупотреба, социјалните мрежи се веќе неопходен ресурс за истражување, но не само за злоупотреби. Тие се исто неопходен ресурс во време на кризи, во време на разни елементарни непогоди и така натаму. Ние овде даваме еден сет на алатки, тип трикови и совети како да се користат меѓу другото и социјалните мрежи, но интернетот како ресурс. Значи, ова е практична обука како да се стигне до информациите, како тие да се изфилтрираат, како да се организираат и како да се презентираат преку методи кои се својствени на 21. век. Придобивките се големи за секој новинар кој што сака да работи понатаму истражувачко новинарство, да се надоградува. Тоа е неопходно, нели? Споменавме дека интернетот е алатка која што е многу важна за новинарите. Достапни се повеќе сајтови за кои што досега не сум знаела. Сега се информирав и се надевам дека сите овие информации кои што ги стекнав денеска понатаму ќе можам да ги користам во истражувачки истории кои што ќе ја подигнат јавната свест.